'Cause I'm only human. 'Cause I'm only human. Only human. Приказната што следува во овој документарен филм има за цел да ги запознае учениците со еврејската култура, традиција, историја и културното наследство на еврејските заедници на Балканот. Според мене, толеранцијата, диалогот и соработката се најбитни нешта за решавање на еден проблем. Соработката, диалогот и толеранцијата се единствени средства кои што помагаат во решавањето на било каков конфликт. Па мислам дека со толеранција, диалог и соработка може да стигнеме до мирно решавање на проблемот. Според мене, овие зборови означуваат решавање на проблем на мирен начин или избегнување на истина. Па според мене толеранција представува средство за решавање на проблем на мирен начин. Ова се трите средства со кои можеме да воспоставиме мир со другите луѓе. Толеранција, соработка и диалог е мирно решавање на проблем и избегнување на истиот проблем. Тие се средства за мирно решавање на конфликт. Толеранцијата е средство како да се постигне мирот. Диалогот, заедно со соработката и толеранцијата, се трите начини како да се разреши конфликтот и да се избегне истиот. Па, еврејската култура не е многу позната, не знам. Па за ова прашање не сум информирана за соточни податоци. Да, символи на еврејската култура се Давидовата звезда и нивниот свеќник познат како менора. Најважни празници се празникот Шоа и исто така важен дел од нивната култура е седмиот ден кој се нарекува Сабат. Јас не сум многу информирана во таа област, па затоа не можам да отсудам некои податоци. Знам дека водела многу тежок живот во текот на Втората светска војна, поради случувањата со Холокаустот. Секако, но нив има во многу мал број. Да, но исто така знам и дека не се толку многобројни како и другите етнички заедници. Да, живеат, но се во мал број. Па да, знам, тоа се учи уште у 6-то деление. Да, јас мислам дека би требало сите тоа да го знаат. Ова е Скопје, главниот град на Македонија. Ова е нашиот роден град. Ова е градот во кој сите живееме заедно во нашето мултиетничко општество. Македонци, турци, албанци, срби, хрвати, словенци, роми, власи, бошњаци и евреи. Еврејската историја, како и еврејската религија, е стара околу 6000 години. Евреите почнаа да живеат на територијата на Македонија и Балканот околу 3 века пред Христос. Ова го знаеме од остатоците од старата синагога во античкиот град Стоби во Македонија. Огромен број евреи се доселиле во Македонија во 15-тиот век. Но која била причината за преселбата? Евреите до пред неколку века живееле во Шпанија. Во 15-тиот век кралица на Шпанија била Изабела I. Бројот на евреите кои тогаш живееле во Шпанија бил околу 150.000. Тие се исто така познати и како сефарди. Тие го зборувале ладино јазикот, мешавина од еврејски и шпански јазик. Религијата им била различна од католичката која практикувале шпанците. Еден ден, на 31 март 1492 година, Изабела I и нејзиниот сопруг Фердинанд II издале декрет за протерување на сите евреи кои не сакале да ја примат католичката религија. Ова е денот кога најголемиот дел од евреите кои сакале да ја зачуваат својата еврејска религија не можеле повеќе да останат во Шпанија. Почнале да се раселуваат во повеќе делови од Европа. Во тоа време султанот на Османлиската империја имал потреба од високо образовани и трудолюбиви личности, а евреите биле вистинските за зацврстување на империјата. Македонија била околу 5 века под османлиска власт, се до почетокот на 20 век. Евреите кои живееле во Македонија имале еднакви права како македонците. Тие биле многу образовани луѓе. Доктори,
адвокати, трговци. Султанот им дозволил да градат синагоги и да си ја зачуваат религијата. Исто така имале синагога во Скопје. Ги славеле своите празници и ја чувале својата традиција и обичај. Еврејските деца оделе во училиште и имале исти права како и останатите деца во Македонија. Еврејските и македонските семејства имале добри меѓусобни односи, покажувале голема почит едни кон други. Евреите во Скопје живееле во еврејско гето. Гето е затворен дел во градот каде што луѓето немаат контакти со надворешниот свет. Биле обележани. Требало да ја носат Давидовата ѕвезда на левата страна од градниот кош. Дури и малите деца. Владата на фашистичка Германија направила план за депортација на 20.000 евреи од Македонија и Бугарија на 2 март 1943 година. Ликвидацијата на македонските евреи била одобрена од нацистичка Германија и пронацистичката влада на кралството Бугарија и нивниот цар Борис III. И тогаш, во март 1943 година, Холокаустот започна. А што е Холокауст? Да се запали и уништи се. Шоа, што значи масовно убивање и геноцид, започна. Холокаустот значи масовно и систематско убивање на 6 милиони европски евреи во Втората светска војна. Ниту една единствена личност не го преживеа ова. Сите 7144 евреи од Македонија биле убиени. Само документите сведочеле како тивок доказ за страшната судбина на целата заедница. За илјадниците невини луѓе и деца. Тие се доказ за тоа колку многу фашистичките масовни убици го понижија и посрамотија човечкиот вид. И со сето ова се деградираа себе си со своите монструозни дела. Во логорот на смртта Треблинка 900.000 луѓе биле убиени, а 750.000 од нив биле евреи. Во денешната еврејска заедница има 250 евреи и нивниот број никогаш не го достигна оној број евреи кои живеа во Македонија пред Шоа. Синагогата Бет Јааков, изградена од еврејската заедница во Скопје, е осветена на 11 март 2000 година. Во старото еврејско мало, за македонските евреи, на 11 март 2011 година е изграден меморијалниот центар на Холокаустот. Таму се однесени 3 урни со пепелта од жртвите на Холокаустот и ги представуваат евреите од Битола, Штип и Скопје. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú.